Програма за самовработување со неповратни средства. Невработените лица за сопствен бизнес може да добијат по 4000 евра. Училишните прваци во одбојка од Василево на прием кај градоначалникот. Меѓународна изложба Гран При 2017, 404 расни кучиња продефилираа во Негорски бајни. Поштовани гледачи, добро дојдовте во дневникот на телеканал А1. Мандатарот Зоран Заев ноќеска до Собранието на Република Македонија ја достави предлог програмата и предлог составот на новата влада. Седницата за избор на новата влада председателот на Собранието Талат Џафери ја закажа за утре во 11 часот, а програмата и составот се исто така веднаш доставени до пратениците. Радмила Шекеринска е предложена за министар за одбрана, Оливер Спасовски за внатрешни работи, Драган Тевдовски за финансии, Никола Димитров за надворешни работи, Рената Тренеска-Десковска за образование и наука, Горан Сугарески за транспорт и врски, Љупчо Николовски за земјоделство, Мила Царовска за труд и социјална политика, Дамјан Манчевски за информатичко општество и администрација, Роберт Алагјозовски за култура. Кочо Ангушев е предложен за вице-премиер за економски прашања, а Едмон Адеми, Роберт Поповски, Аднан Кјахил, Самка Ибраимовски, Зоран Шапорич и Зорица Апостоловска се министри без ресор. Предлозите на СДСМ Заев ги соопшти синоќа на пресконференција по седницата на Централниот одбор на партијата. Предлозите на ДУИ беа соопштени ден претходно. Хазби Лика е предложен за вице-премиер за политички систем и односи меѓу заедниците. Бујар Османи за вице-премиер задолжен за евроинтеграции. Садула Дурако, министер за животна средина и просторно планирање. Рамис Мерко, министер без ресор. Крешник Бектеши, министер за економија, и Билен Сали, министер за правда. За министер за локална самоуправа е предложен Сухел Фазлију, додека за министер за здравство Арбе Таравари. Фазлију и Таравари се предлози на Алијансата за албанците. За изборот на новата влада претениците треба да гласаат најдоцна во среда на полноќ, а за неа треба да гласаат најмалку 61 пратеник во 120 членото собрание. Партиите од новата владина коалиција СДСМ, ДУ и Алијанса за албанците во парламентот имаат поддршка од 62 пратеници. Сите неопходни протоколарни и правно-формални аспекти уште вечерва во архивите на Собранието на Република Македонија, јас како мандатор кој што доби мандат за формирање на влада, да доставам програма за работа на новата влада и да доставам владин кабинет до Собранието на Република Македонија. Јас сум убеден во капацитетот на парламентарното мнозинство, согласно тоа сум убеден дека оваа влада има капацитет 4 годишен. Можеме ние да имаме и 85 пратеници, ако не работиме добро за граѓаните, веројатно мандатот ќе биде завршен и ќе заминат политичарите. Сето тоа во делокругот на траењето на владата зависи од честноста, од отвореноста, од транспарентноста, од отчетноста пред граѓаните. Зависи од успешноста на политиките, од чувството на граѓаните за успешноста на политиките. Лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски обвинува дека СДСМ сака да си игра деструктивна политика и дека или купува време да ги одложи локалните избори или сака да направи штета за граѓаните. Или СДСМ сака да купува време и да ги одложи изборите. Или сака со својата деструктивност да направи дополнителна штета. Тие веруваат дека ќе им направат на нашите градоначалници, всушност им прават на граѓаните штета. Граѓанинот е тој кој што чека потпис од градоначалникот, а градоначалникот не може да потпише затоа што во моментот нема овластување, односно нема право. И СДСМ всушност директно, за да му наштетат на некој наш градоначалник, всушност наштетуваат на граѓаните. Секој одговлекување понатаму ќе значи дека и понатаму продолжуваат со деструкција и дека и понатаму се обидуваат да најдат некаков начин да ги одложат локалните избори кои што ги договоривме за 15 октомври. Јас ги повикувам, апелирам да не се занимаваат со деструктивни работи. Со деструктивни работи се губи како што тие губат на 10 изборни циклуси од 2005 година па наваму. Да овозможат уште утре во понеделник седница на парламентот и да се изгласа овој закон, да се продолжи мандатот на советите и на градоначалниците.
ВМРО ДПМН и денеска побара што поскоро распишување на локалните избори заедно со парламентарни, оценувајќи дека СДСМ и собраниското мнозинство имаат одговорност за пролонгирање на локалните избори, со што, како што истакнуваат во соопштението, се става под знак прашалник ефективното функционирање на локалната самоуправа. Република Македонија и нејзините граѓани не треба да ја плаќаат сметката за антидржавното делување на СДС. Државата не смее да трпи, економијата не смее да стагнира, граѓаните сакаат да одат напред. СДС мора да овозможи одржување на локалните избори, а со нив и предвремени парламентарни избори кои се вистинско долгорочно решение за државата, стои во соопштението. Според ВМРО ДПМН е фактот дека и по еден месец од изборот на Талат Џафери за председател на Собранието во Законодавниот дом нема никаква активност и оти, како што велат ВМРО ДПМН, СДСМ се уште ги кочи клучните и неминовни процеси во државата, како одржувањето на редовните локални избори. Покажува дека СДС очигледно со намера го изведе сценариото 27 април за дополнително продлабочување на кризата. ВМРО ДПМН оценува дека СДСМ секогаш се однесувала калкулантски, ставајќи ги тесно партиските интереси и приоритети пред државните. Додека СДС со својата деструкција се заканува да ја уназади Република Македонија, стои во соопштението, ВМРО ДПМН не запира со проектите за доброто на сите граѓани. Според ВМРО ДПМН евидентна е разликата, а граѓаните знаат да препознаат. ВМРО ДПМН гради и создава, додека СДС се е деструкција и омраза. Граѓаните сакаат напредок наместо стагнирање. Граѓаните сакаат излез од политичката криза. Токму затоа локални избори веднаш, парламентарни заедно со нив, се вели во соопштението од ВМРО ДПМН. А во нашата редакција пристигна одговорот од допис од Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги по преставката што телеканал А1 ја испрати до ова тело, откако редакцијата доби писмо со закани оставено на влезната врата. Со оглед дека Министерството за внатрешни работи на Република Македонија е надлежен орган за заштита на животот и личната сигурност на граѓаните и имотот, следствено на што било и вашето обраќање до СВР Струмица. Сметаме дека за предземање било какви понатамошни действија потребно е да се сочека исходот од постапувањето на надлежниот орган, се вели во известувањето. Оттаму додаваат дека по повод обраќањето од телеканал А1, агенцијата со соопштение за јавност објавено на веб страната на 23 мај 2017 година го повторила својот принципиелен став дека ниту еден медиум не смее да биде попречуван во својата работа, односно треба да му бидат овозможени потребните услови за да извршува својата функција, се вели во известувањето од Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Од денеска во наредните 15 на дена сите невработени лица ќе имаат можност да аплицираат за грант за самовработување преку отворање сопствен бизнис, за што можат да добијат 4000 евра. Како што информираше на денешната пресконференција директорот на Агенцијата за вработување на Република Македонија Владко Поповски, ова е втора фаза од оперативниот план за 2017 година за програмата за самовработување. Со неа во првата фаза беа опфатени 600 лица, во втората 400. За цела година планирано е да бидат опфатени 1050 невработени лица од евиденцијата на АВРМ, активни баратели на работа, во 1000 новоотворени микрокомпании. Минимум во оваа група ќе бидат опфатени 30% млади лица, но е отворено за сите старосни категории до 64 години. Значи немаме ограничување. Ќе ги набават опремата и репроматеријалите во висина од 4000 евра и истите ќе бидат успешни бизнисмени во наредниот период. Во овој момент, од првиот циклус, се вршат изработка на бизнис планови, 690 бизнис планови ќе бидат изработени, а 600 ќе бидат финансирани, на крај ќе бидат отворени нови компании. До сега, 8730 се отворени компании од 2007 година, 8970 работни места, некаде 70% се уште од лицата кои што аплицирале се во работен однос, и компаниите кои што се отворени од тогаш, дел од нив прерасна и во малку поголеми, а не во стартап, односно микропредпријатија, туку веќе стануваат и мали предпријатија, дел од нив се надевам дека наредниот период ќе влезат и во средни предпријатија. 15 на локални производители на органска храна, земјоделски и сточарски производи покажаа што Валандово и околината би изгубиле доколку се отвори рудникот Казандол.
Вчера на фестивалот на локална храна и локален развој под паролите земјоделството е нашиот рудник, локалните жители се запознаа одблиску со последиците кои отварањето на рудникот би ги нанел на околината и економијата, велат организаторите. На целодневниот настан, организиран од иницијативата Спас за Валандово, освен органска храна која ја изложуваа локални производители, валандовчани уживаа и во концерти, креативна работилница за деца, дискутираа и за влијанието кое рудникот Казандол би го нанел на околината, здравието на граѓаните и економијата. Најмладите од градот и околината на фестивалот ги изложија своите творби на тема "Во ваква околина сакам да живеам", а настапуваа и музичари од Валандово и од Гевгелија. Од иницијативата велат дека ги собрале потребните 2000 потписи за спроведување референдум, а понатамошното собирање на потписи трае до 15 јуни. Учениците од Основното општинско училиште Гоце Делчев освоја прво место во одбојка. По тој повод беа примени во просториите на општината кај градоначалникот Ванчо Стојанов. Денес во просториите на општина Василево свечен пречек имаа државните прваци во одбојка од Основното општинско училиште Гоце Делчев. Со освоено прво место во училишен спорт одбојка машки се закитија за прв пат со златен пехар на терен во Пробиштип. Првиот човек на општината им го честита успехот и се надеве на уште победи од страна на младите од ова населено место. Така, пред отприлика еден месец, учениците од Основното училиште Гоце Делчев, под менторство на професорот Алма Хасанова, го освоија првото место училишен спорт одбојка машки. Тоа е една голема гордост за општина Василево, за Основното училиште Гоце Делчев Василево, и тоа зборува дека вложувањата во изминатиот период во спортот во општина Василево воопшто и во самото училиште веќе вроди со плод. 2 години беа трето место, за да оваа година бидат и државни прваци во одбојка категорија машки. Јас се надевам дека со ваков континуитет ќе продолжат и понатаму нашите професори по физичко воспитување, не само како одбојкари, туку да имаме представници и во другите спортови, и се надевам дека по вложувањето во спортската инфраструктура тоа ќе вроди и со плод и во наредниот период да имаме такви спортисти кои ќе представуваат општина Василево, а јас се надевам и пошироко спортисти кои ќе учествуваат и во репрезентацијата на Република Македонија. Васко Иванов вели дека за да го освојат првото место имале силна конкуренција против која морале да го дадат максимумот за да го постигнат овој успех. Комплетниот систем на надпреварување започнувајќи од општинско, меѓуопштинско, регионски и зонски па се до државното првенство, учество зема околу 100 училишта. На државното првенство одржано во Пробиштип за основни училишта машки 2016-2017 година се пласира околу 4 училишта. Од кои Браќа Мелодиновци Пробиштип, Блажи Коневски Скопје, Климент Охридски Битола и Гоце Делчев Василево. Во полуфиналната утакмица игравме со Браќа Мелодиновци Пробиштип, кој победивме 2-1, додека во финале игравме со Климент Охридски Битола и со така победивме 2-1 и се закитивме со пехар и станавме шампиони на државното првенство одбојка машки 2016-2017 година. За постигнатиот успех младите одбојкари им се благодарни на припремите од страна на менторите и за поддршката од соучениците. А по 17 пат во Радовиш ќе се одржи меѓународниот детски фолклорен фестивал Оро Весело во организација на фолклорниот ансамбл Бучим со помош на општина Радовиш. На фестивалот гости ќе има од земјава, но и од соседството. Фолклорниот ансамбл Бучим од Радовиш се подготвува за предстојниот меѓународен детски фолклорен фестивал Оро Весело, кој треба да се одржи од 2 до 5 јуни по 17 пат. Како што истакна Драган Георгиев од ансамблот Бучим, оваа манифестација прерасна во традиција во овој град и подготвени се соодветно да ги пречекаат гостите. Ние секако домаќини се подготвуваме. Него да ги пречекаме нашите гостинчиња, тоа се 10 скоро сите региони на нашата република и оваа година останството ни доаат дечињата од Бугарија и Република Србија. Нашето искуство е тоа веќе 17 години, така да не е прв пат и ние сме веќе подготвени за да ја држиме и оваа година манифестацијата. Според Георгиев, децата ќе бидат сместени во домовите на играорците од Радовиш. За одржувањето на овој фестивал вели дека голема поддршка имаат и од општина Радовиш. Програмски ние аплициравме во
na oglasu za doživljene građane i to se jedinstveni sredstva što ga dobijame za festival kako i drugите kulturne. To što je i na mene ova prilika za festival, da od minute godini ние добиваме посебни средства за одржаване на фестивала. Петък и сабата се денови, когато настъпат детските ансамбли и наши гости на фестивала Това весело, докато сабата е предвидена за караванното на приятелство. Фолклорниот ансамбл Бучим заедно со гостите ќе патуваат за Неготино, каде ќе учествуваат и на фестивалот Манастирски средби. Оваа соработка помеѓу ансамблот и Домот на културата од Неготино трае веќе неколку години, вели Георгиев. А на вчерашниот надпревар одигран на домашен терен во спортскиот центар Истатов, истоимениот женски фудбалски клуб од Дојран се закити со првата титула шампион на Македонија во прва женска фудбалска лига. Се пишува нова спортска историја во малото градче Дојран. Вака вчера се доживеа успехот на женскиот фудбалски клуб Истатов, кој се закити со титулата шампион на Македонија во прва женска фудбалска лига и го зема долго очекуваниот златен пехар. По надпреварот со екипата Ас Юнајтед од Струга, одигран на домашен терен, дојранскиот клуб ја доби наградата која се дочека со големо воодушевување како кај публиката, така и кај тренерот и младите спортистки. Значи денеска и официјално од страна на Фудбалската федерација на Македонија на женскиот фудбалски клуб СЦ Истатов 2015 беше доделен пехарот за шампион во првата женска фудбалска лига за сезоната 2016-2017 година. Ако се знае дека клубот постои само 2 години, сметаме дека ова е многу голем успех за нашиот клуб. Се надеваме дека нема да застанеме тука, дека не престои надпревари во квалификациите за Лигата на шампионите, што исто така морам да спомнам прв клуб од Дојран кој што ќе се надпреварува во некое такво надпреварување. Ќе се подготвиме максимално и се надеваме дека и таму достојно ќе го представуваме и Дојран и Република Македонија во рамките на квалификациите за Лига шампиони. Задоволство од освоената титула вчера можеше да се забележи и на лицата на играчите од клубот кои доаѓаат од повеќе различни градови. Какво е чувството да се освои шампионската титула? Па добро, можам да кажам дека со напорен труд, со напорна работа, со колективна игра, со добри тренинзи, главно беше тешко да се освои, пошто имавме доста конкуренти, Тиверија, исто Драгон, али мислам дека со заслужено сме прво место и освоивме шампионска титула. Сега во среда исто играме финале со Тиверија, мислам дека ќе биде исто тешок надпревар, али ќе се потрудиме да освоиме двојна титула. Со формирањето на клубот пред 2 години под водство на неговиот сопственик, легендата на македонскиот фудбал Благо Истатов, Дојран може да се пофали само со успеси на спортски план, кој пред се ги донесе женската фудбалска екипа. Големото куп финале во фудбал во женска конкуренција ќе се игра в среда на стадионот Младост во Струмица, каде за пехарот во куп надпреварувањето Истатов од Дојран ќе игра со струмичката екипа Тиверија. Одлично одресирани и негувани 404 расни кучиња продефилираа викендов во Негорските бајни во Гевгелиско на меѓународната изложба Гранд При 2017. На годинешната изложба расата Чау Чау од Србија избрано за најдобро куче, второ пласиране полскиот Шпаниел, додека трето пласиране Юритик од Грција. Викендот во Гевгелиско помина во знакот на меѓународната изложба на расни кучиња Гранд При Гевгелија 2017. Расата Чау Чау од Србија е избрана за најдобро куче, второ пласиран е полскиот Шпаниел, додека трето пласирана е Юритик од Грција. Така гласаше годинешното 6-члено жири во мешан состав од повеќе земји. Одлуката за тоа кое куче ги носи епитетите најдобро не е само изгледот, туку и нивното однесување, односно дресура. На изложбата која традиционално се одржува последниот викенд од месец мај во Негорски бањи, беа прејавени и учествуваа 404 кучиња, распоредени во 2 дена од различни држави, меѓу кои Македонија, Бугарија, Грција, Србија, Турција, Италија, Полска, Русија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Хрватска и Канада. Председателот на кинолошкото здружение Кожов Мирослав Трајков изјави дека огромно е задоволството да се биде домаќин на толку учесника од различни земји, од Европа и од светот. На Гранд При Гевгелија вообичаено учествуваат квалитетни кучиња кои потоа стануваат светски, европски, се закитуваат со европски титули. Терените
кои ги имаме се прекрасни, местоположбата е одлична и имаме одлични услови за одржување на изложби. Организатор на овој настан е Кинелошкото друштво Кожов од Гевгелија, а настанот е одобрен и следен од Кинелошката федерација на Македонија. Освен меѓународната изложба беа организирани и 2 специјалки за Кане Корсо и Дого Аргентино, но исто така се избираше и најдобар меѓу најдобрите кучиња. Изненадување за посетителите беа и децата учесници кои продефилираа со своите миленичиња. За Гевгелија и регионот оваа манифестација од особено значење затоа што посетителите, освен што може да уживаат во разновидноста на расните кучиња, може да се запознаат и со начините и условите на одгледување и негување на миленици. Во продолжение на дневникот да ги погледнеме информациите од светот. Британската безбедносна служба МИ-5 најмалку 3 пати била предупредена за екстремистичките ставови на бомбашот самоубиец Салман Абеди, кој минатата недела изврши напад за време на концертот во Манчестер арената, при што загинаа 22 лица, од кои 7 деца, објави денеска BBC. МИ-5 започна истрага околу тоа како постапиле агентите на службата по предупредувањата од јавноста дека 22-годишниот Абеди е потенцијално опасен, а подготвува и посебен извештај за британските министри и оние кои ја следат работата на британската безбедносна служба. Рано утринава во западен Сасекс е уапсено 23-годишно момче осумничено за терористички пристапи, а манчестерската полиција соопшти дека апсењата се извршени синоќа на уште 2 локации во областа Манчестер и во Честер. Моментално 14 мажи се повикани на сослушување во врска со истрагата за нападот, во кој се ангажирани околу 1000 лица. До сега се уапсени 16 лица осумничени за терористичкиот напад. Пратеникот во Црногорското собрание од редовите на владеачката Демократска партија на социјалистите Миодраг Вуковиќ бил приведен на московскиот аеродром Домодедово, објави подгоричкиот весник Виести. Весникот наведува дека при приведувањето на Вуковиќ му било соопштено дека следниот ден ќе биде депортиран со првиот лет кон Тиват. На Вуковиќ притоа му бил одземен пасошот и цела ноќ бил задржан во просторија во меѓуграничната зона на аеродромот без вода и пристап до тоалет. Причините за приведувањето на Вуковиќ официјално не се соопштени, но според извори на Виести тој бил приведен од политички мотиви. Околу 100 лица се убиени во борбите за јужниот филипински град Марави, кој е под опсада на бунтовниците. Меѓу убиените има 19 цивили, соопшти денеска полицијата и воени извори јавува ДПА. Меѓу борците кои го држат под опсада градот, кој се наоѓа на 800 километри од Манила, загина 61 лице, изјави портпаролот на армијата Джоар Ерера. Во судирите во регионот, што започнаа во вторникот, загинали 13 војници и 4 полицајци. Меѓу 19 убиени цивили има 8 мажи за кои се смета дека се убиени вчера из утрината, а нивните тела биле фрлени во јама крај патот на само 200 метри од воено-контролниот пункт, нагласи полицијата. Војниците откриле и тела на 3 жени, 4 мажи и 1 дете во близина на Универзитетот Минданао во Марави. Ерера нагласи дека силите за безбедност се ограничени во регионот и додаде дека офанзивата продолжува. Северна Кореја денеска од крајбрежниот регион Вонсан кон исток истрела неидентификувана ракета, соопшти генерал-штабот на војската на Јужна Кореја. Јужнокорејскиот претседател Мун Џеин веднаш бил информиран и тој го свикал Националниот совет за безбедност. Анонимен извор за агенцијата Јонхап изјави дека ракетата била балистичка и веројатно паднала во морската економска зона на Јапонија. Генералниот секретар на владата во Токио Јошихиде Суга изрази остар протест поради ракетниот тест на Пјонкјанг, објаснувајќи дека тоа представува опасност за авиони и бродови. Според Суга, за сега нема информации за причинета штета од истреланата ракета. Во последните неколку недели, Северна Кореја изврши неколку тестирања на балистички ракети. Поштовани, тоа беше последната информација во Дневникот. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Пријатно!